Австралија е најмалиот и најдоцна откриениот од 5 континенти на земјината топка. Тоа е најголемиот остров и единствената земја и нација што заземаат цел континент. Новој простор од ртот Еверард на крајниот југоисток од австралискиот континент, уште на 10. април 1770 година прв пристигнал капетанот Джеймс Кук. Седумнаесет години подоцна, во 1787 година, капетанот Филип со 11 бродови од својата флота ги истоварил првите затвореници од Ирска. Така Британија во освојувачките походи за ширење на својата империја, на местото на денешен Сиднеј, ја оформува својата прва и најдалечна населба. Австралија и денес е во составот на Британската заедница на народите, како парламентарна сојузна држава, во која британската круна ја застапува гувернер. Формирана како земја на доселеници, многонационалноста и денес и дава главен белег на Австралија. На континентот живеат 7,5 милиони доселеници, скоро половината од нејзиното вкупно население, дојдени од околу 120 земји од сите страни на светот. За Австралија и денес се вели дека е континент без своја култура и историја, но во исто време е и најубав, затоа што секој доселеник во него ја носи и вградува својата богата култура. Австралија е најсувиот континент на светот. 40% од вкупната површина се протега во тропскиот појас. Спаѓа во поретко населените земји во светот со 1,7 жители на 1 квадратен километар. Сувата клима влијае 92% од населението да живеат во мал дел од југоисточниот простор на континентот. И уште неколку податоци. Австралија е една од најурбанизираните земји во светот. 6 од нејзините 7 жители или 87% од целото население на земјата живее во поголемите градови. Дури половина од целото население на Австралија живее само во 3 града – во Сиднеј, Мелбурн и Брисбен. Сиднеј е најстариот и најголемиот австралиски град. Има преку 3 милиони жители и е главен град на австралиската држава Нов Јужен Велс. Поради извонредната местоположба што е зазема на бреговите од морските заливи и устието на реката Парамата, го сметаат за еден од најубавите градови во светот. Во Сиднеј живее секој 4ти жител на Австралија и тоа на градот му дава посебен белег на град полн со живост, град во акција, главен трговски центар, пристаниште, најважна врата за влез и излез на Австралија кон светот. Од светската ризница на раритети, 2 објекти го красат и овој космополитски град. Грандиозниот мост, што се надвиснува над заливот и го поврзува централниот со другите делови на градот, се смета за едно од ремек делата на современата техника. Железниот мост е издигнат на 136 метри од морската површина и овозможува под него да минуваат и најголемите прекоокеански бродови. Има 6 патеки за автомобили, 4 железнички линии и 2 пешачки премини. Граден е од 1923 до 1932 година и железната конструкција му е тешка околу 53.000 тони. Непроценливо е неговото стопанско значење за секојдневниот живот на градот. Во непосредна близина на мостот, од поново време, видикот го пленува една од најатрактивните градби на современата архитектура во светот, зградата на Сиднејската опера. Сместена на влезот од пристаништето и свртена кон морската шиж, палатата што прилега на отворена школка или на распнат брод едраник
Со своите смели и импресивни архитектонски решенија се смета за една од најзначајните градби на овој век во светот. Сиднеј не би бил светски град без живоста што ја има и во текот на жешките и спарни ноќи. Ноќниот живот овде всушност започнува некаде пред полноќ, трае до утринските часови и го исполнува се што е карактеристика на светските метрополи. Подблескавата светлина, завесата на ноќта открива и покрива се што е придружен елемент од сценографијата на модерниот живот. Тоа треба особено да се прифати како неминовност за земја во која преовладува машката доселеничка работна сила и во која одвај 1/3 од населението се жени. Полупустинската Австралија изобилува и со природни убавини и реткости, кои и по напорната работа нудат можности за забава и одмор. Околу градовите доминираат недогледните песочни плажи, кои во текот на долгите и жешки лета нудат спас од неподносливите горештини. Освен за релаксација, плажата многумина во овој космополитски свет ја доживуваат и како прилика за ослободување од предрасудите, за ослободување и на се од себе си во желбата да се биде што поексцентричен, но во исто време и апсолутно свој. Други пак своите страсти ги задоволуваат преку лудостите што им ги нуди модерниот свет и недогледните песочни пространства што започнуваат веднаш од морскиот брег. За едно развиено општество со изразито висок стандард и национален доход од $10.500 по жител, за население кое во најголем дел и во најкоси црти поради погодностите што му се нудат и поради условите што му се наметнуваат во начинот на живење, представува спој на полн стомак и празно срце. Сето тоа треба да се прифати како дел од секојдневието. Многонационалната Австралија го прифатила доселеништвото како најголема можност за својот напредок. Во таа смисла овозможува и организирање на национална основа и развивање на форми и активности низ кои доселениците ќе ги негуваат и развиваат своите национални чувства.
Во Австралија живеат преку 300.000 доселеници од Југославија. Околу 120.000 се македонци. Доаѓаат од сите страни на светот. Овде се обединуваат и заедно представуваат ценета и значајна групација во животот на Австралија. Ги има во сите поголеми и помали градови, а низ примерот на градчето Джилонг во близината на Мелбурн, ќе го прикажеме во најкуси црти патот и местото на македонското иселеништво овде. Доаѓале обично со прекуокеанските бродови. Биле прифаќани во ваквите заеднички станови или кај роднините. Работеле во блиските индустријски објекти, работеле и се докажувале. Додека едни со неделната заработувачка прво влегувале во најблискиот паб, нашите ја барале најблиската банка. Така доаѓале до првата заштеда. Најважно било да се купи покрив над главата. Денес со гордост ќе ви кажат дека најубавите куќи во сите најубави населби се македонски. Ако во едноличната приземна архитектура забележите пораскошна куќа или куќа со приземје и кат, знајте дека е тоа печалбарска куќа. Ги има цели населби. Нашите иселеници денес представуваат значајна алка во соработката меѓу нивната стара татковина и новата средина. Југословенските доселеници се снаоѓаат добро во нашава земја, особено македонците, кои се масовно населени во Рокдейл и Волонг. Тие станаа многу добри граѓани на Австралија. Ја поддржуваат нашата влада и се вредни работници, со што лесно се вклопуваат во нашата заедница и го развиваат нашето стопанство. Бидејќи сум и министер за младина, сакам да кажам дека младите југословени се добри ученици и спортисти, особено фудбалери. Тие во исто време ја чуваат и негуваат културата на својата татковина, ги негуваат народните игри и имаат многу организации преку кои ја шират својата култура во нашава заедница. Тие станаа добри граѓани и многу добро се вклопени во животот на младината од Нов Јужен Велс. Бев среќен кога ја посетив Југославија, особено кога појдов во Македонија. Бев добро пречекан во Скопје, во Охрид и особено во Битола. Специјално ја посетив Битола, бидејќи поголемиот дел од нашите југословенски пријатели од Рокдейл, мислам на македонците, потекнуваат од Битола. Рокдейл и Битола се збратимени и ми представуваше вистинско задоволство да го видам родниот крај на моите пријатели. Ако добриот глас се слуша надалеку, тогаш доброто дело не знае за граници. Угледот што нашите иселеници со својата работа и организираност го уживаат во далечна Австралија, не беше пречка да се премостуваат десетина илјади километри растојание. Работни и официјални делегации постојано се во едната или во другата средина. Активноста на нашето иселеништво во животот на Австралија ги инспирира домакините да бараат начини за продлабочување на врските со нивната родна татковина. Веќе 3 града од Социјалистичка република Македонија по австралиски иницијативи се збратимени со градови во кои преовладува наше иселеништво. Охрид е збратимен со Волонгонг, голем индустријски и металургиски центар, на 70 на километри од Сиднеј. Градот има околу 300.000 жители, од кои повеќето се доселеници. Ресен е збратимен со Джералтон, една од најголемите општини на Сиднеј, всушност неговиот индустријски дел, Рокдейл, е збратимен со Битола. Неодамна е пројавена и иницијатива австралиската држава Викторија, во која е најмасовно и најорганизирано македонското иселеништво, да се збратими со Социјалистичка република Македонија.
Далечините не овозможуваат остварување на повидливи резултати во соработката. Меѓутоа, желбите и мотивите со кои се поаѓа во сите овие зафати заслужуваат почит и ветуваат идни успеси. Господине председателе, представници на општината Битола, дами и господа, ви ги пренесувам нашите најдобри желби во оваа посебна прилика од жителите на Рокдейл, општина на Сиднеј, во австралиската држава Нов Јужен Велс. Се надевам дека ова ќе биде прва од многуте средби меѓу нашите два града. Дами и господа, чест ми е што сум со вас и што имам можност да присуствувам денес на оваа свечаност. На оваа средба претходи долгогодишното пријателство меѓу луѓето од Битола, од Македонија и од Рокдейл, Австралија. Македонската општина во Рокдейл е една од најголемите во Австралија. Кога вашите луѓе првпат дојдоа овде, имаа големи тешкотии, но бидејќи особина на австралискиот народ е да им помага на луѓето, не им требаше долго време за да се прилагодат. Денес тие се почитувани од сите луѓе во нашата општина. Затоа, минатата година, јас предложив да се збратимиме со градот Битола, од каде што е поголемиот дел на доселениците. Јас и минатата година бев градоначелник на општината и бев одговорен за подпишувањето на повелбата, што беше прочитана денеска овде. Во јуни минатата година подпишавме повелба во Рокдейл и таа беше прифатена од многу видни македонци што живеат во таа област, како и од страна на Југословенската амбасада и од Генералниот конзулат. Пред 3 години нашиот град, Вологонг и Охрид се збратимија. Нашиот градоначелник го посети Охрид, каде што му беше приреден срдечен пречек. Неодамна и председателот на собранието на Охрид го посети нашиот град и овој дел на Австралија. Лично, многу ги ценам југословените, особено македонците од околината на Охрид. Знам дека се тие добри, лојални граѓани и добри семејни луѓе. Тие се многу вредни и добри граѓани. Кога во ноември 1981 година ја посетивме Македонија и кога нашите два града се збратимија, јас се уверив дека македонците се многу добри луѓе, пријателски расположени, луѓе кои сакаат да соработуваат. Мислам дека можеме да го зајакнеме нашето пријателство со продлабочување на општествените, културните и трговските врски. Можеме да вршиме трговска размена на разни стоки и тоа за нас од двата града треба да биде голема обврска. Луѓето од Македонија се пријателски расположени и верувам дека можеме да успееме во нашата соработка и во областа на културата. Ние сме збратимени со Охрид и многу е важно што сме збратимени со друг град од светот, бидејќи на тој начин луѓето можат да се зближат и да придонесат за мирот во светот. Ако не постои тоа за разбирање меѓу луѓето од разни делови на светот, тешко ќе се одржи и мирот во светот. Се надеваме дека во иднина ќе имаме уште поголема соработка меѓу граѓаните на Вологонг и Охрид. Ние сакаме нашите граѓани да ја посетуваат Македонија, а и македонците да доаѓаат овде. Овде имаме многу граѓани што потекнуваат од Охридско и ние сакаме да ја зајакнеме таа врска меѓу граѓаните од нашите два града. Најпрво би сакал да ги поздравам сите наши пријатели во Југославија и да кажам колку уживав за време на мојата посета на Југославија во 1984 година. Тогаш ги посетив сите републики и преку матицата стекнав многу пријатели. Мојата посета беше од голема важност за развојот на нашата соработка со земјите од кои многу доселеници дошле во Австралија. Југославија е една од тие важни земји во нашата повоена историја. По мојата посета, јас водев разговори во нашата влада, во својство на представник на Комисијата за етнички прашања, за понатамошните можности за размена на студенти, на професори, за културна размена и за се друго, што може да биде од интерес за земјата. Ние знаеме дека можеме да помогнеме да се развијат добри односи со народите од другите земји. Овде во државата Викторија имаме Комисија за етнички прашања, чија главна цел е да им помага на народите, да го сочуваат нивното културно наследство и да им помогне при доселувањето во оваа земја.
Некои народи, како оние што дојдоа од Југославија по Втората светска војна, се разбира дека придонесоа за развојот на нашата земја. Ние сега сме земја со најмногу култури во светот. Наша политика е да им помогнеме на народите што се доселени овде и да им овозможиме да ги одржуваат нивните врски со родната земја, со јазикот и семејствата во родниот крај. Се до Втората светска војна, во Австралија постоеше мислење дека е добро доселениците да се асимилираат и да станат на извесен начин англосаксонци. Ние знаеме дека денес таквото мислење не е исправно и нашата комисија настојува на доселениците да им овозможи да го зачуваат нивното културно и етничко минато. Овде во Австралија, особено во државата Викторија, се чувствува големо влијание на луѓето од Југославија, особено од Македонија, каде што ќе се прикажува оваа емисија, и би сакале да им се заблагодариме за нивниот придонес. Се надеваме дека и оваа емисија ќе придонесе соработката уште повеќе да се развие. Порт Кембла е најголемото индустријско пристаниште на Австралија и место кое прифати најголем дел од нашето повоено иселеништво. Околу железарницата се нанижани населбите Порт Кембла, Гринџила, Конистон, Берклеј и подалечниот Волонгонг, во кои печалбари од целиот свет оформиле своји колонии. Македонските доселеници овде ќе ги сретнете околу црквата Свети Климент Охридски, на други постојана обсесија им се банкарските шалтери, а трети пак пристан наоѓаат во македонскиот паб Три браќа. Но сите ги спојува една цел – фабричкиот чад и сирената на овдешната железарница. Порт Кембла е центар на црната металургија на Австралија. До неодамна во 5 печки новоиндустријски гигант ја топеа железната руда 23.000 работници. Како што се подобруваа условите за работа, така стравувањата на работниците стануваа поголеми, па така и овде неминовниот данок на модернизацијата е платен. Бројот на вработените е преполовен. Сега работат само 2 од поранешните 5 печки, но производството е зголемено. Околу печките и на други придружни работи се вработени 13.000 работници, преку 2.000 се македонци. Јас се викам Бицевски Петре од село Требениша. Дојдов 68 година во Австралија. Се излагаме да нешто повеќе да заработаме него кај нас и да видиме некои подобри работи, разбираш. Иначе овде работам толку години као психатор цело време, а еднишка бев за овие пред 7 години да бев во кај нас на одмор, холиде, кој што го викате овие, разбираш. Јас работам во машиншоп во работилницата за машинобреварите, знаеш. Дојден сум 73-та, родом сум од Кавадарци, скоро сум овде 12 години и мислам за назад пак. Овде сум од 64-та година. Јас во моментите дојав за кратко време, а после видовме што е работата и да сакаме на скоро време да се вратиме не можеме. Пошто децата израснаа, овдека пати разбираш школи, овдека се надават и сега не знаеме да одлучиме дали таму или овде да останеме. Затоа што децата си ги донесов овде, ми одат на универзитет и не можам да си одам. Затоа, иначе секој си сака свој родниот крај. Имам и своја куќа во Струга, све имам, али децата ми се на универзитет, те учат да ми заврши економски факултет, сега влезе в работа. И детето друго ми е на 2 година економски факултет и така не можам поради тие причини. Кога дојдовме ние овде во Австралија, можам да речем како
во непозната земја и ни беше малце необично како можам да речем како стоката кој ќе вотераш во едно непознато место и се плаши, така нашите луѓе беа овде кога дојдовме прво. А нашите луѓе од тие постари генерации кои беа пред нас дојдени, помалку се добивне упутства од ними, кој каде да ојме, кој што. И беа почеток беше малце тежок за нас во работата, прибидејќи не познаваме прво англискиот јазик, а друго не познаваме работните места и работата, а до денеска работиме сите луѓе, можам да речем, на подобри услови имаме и подобри места, затоа што и како работници се показавме во оваа земја, во Австралија, сме признати како работни луѓе, како нација сме признати добро и така исто и не сметат австралијаните како најдобри луѓе од нашата држава кои сме дојдени во Австралија. Само ден работа. 3 смени од како сум дојден. Зашто работиш? За повеќе нешто пари да излезе. Јас сум на една смена, само деши. Денска на 5 дена, сабота недела слободен. После работното време одиме, има за шетање. Слободното време наше секогаш поминуваат во претежно во кафани вакви работи. Па овде кога сум во Австралија близу 5 години, што се однесе до мојата работа, работам речиси цел ден, од сабаља од 7 до 6 навечер и понекогаш едноставно ради рекреација, ради разонода доаѓам да видам пријатели, другари и се напиеме по едно пиво и колку разонодата е углавном таја. Како и секој еден млад човек, и јас мислам дека ќе дојдам овде, дека ќе заработам нешто па да се вратам кај нас во стариот крај. И уште сум со таа мисла дека денеска, утре дека ќе се вратам пак. Заработувачката е иста. Ако ги штедиш парите, ќе имаш, ако не. Пари нормално се доста за човек нормално да живее. Може да купи куќа и кар и све и да се спроводи. Па ако и троши ковде како што сме вечерва, па не втасува ти да земеш по $1000 не даваш. Интересирањето на луѓето од сите страни на светот за работа и заработка во Австралија се должи пред се на нејзините неисцрпни и неоткриени резерви од рудно богатство.
Skoro site rudy со кои е богата австралиската земја се со одличен квалитет и што е најважно се наоѓаат на површината од земјата. Австралија има огромни резерви на јаглен, природен газ и уран. Најголем е извозник на железна руда во светот, а најголем производител на боксит и алуминиум. Произведува уште и злато, сребро, бакар, калај и титан. По производство на олово и цинк се наоѓа на 4-то место во светот, а по добивање на злато на 5-то место. Индустријата ги задоволува домашните потреби и остварува околу 60% од националниот доход. Тоа возможува од 15 милиони население, 6 милиони и 700 илјади да бидат вработени, а од нив 1/5 во производствената индустрија. Откривањето на првата грудка злато, тешка 27 килограми во 1851 година, на авантуристите желни за брза заработка им го отвори патот кон внатрешноста на пустинска Австралија. Ова е Калгорли, некогашниот најголем град рудник на злато. Сега тој е град споменик на златната грозница во кој започнуваа и завршуваа неброени трауми сврзани со желбата за голема заработка. Во поново време, со порастот на цените на светските пазари, трагањето по злато станува масовен хоби. Со помош на метални детектори и карти се пребаруваат старите наоѓалишта. Во трагањето по злато дозволени се разновидни техники, а се што е потребно за да се биде учесник во златната потера се $2 за рударска дозвола и план од земјата во државна сопственост и се разбира доста трпеливост, оптимизам и среќа. Но додека пребарувањето на старите наоѓалишта на злато има и своја туристичка смисла, искористувањето на бокситот не е оставено воопшто на случајноста. Ова е Веипа, најголемиот површински коп на боксит. Го сочинуваат огромни црвени гребени од чакал во суровата и негостолюбива област во најретко населените подрачја на Западна Австралија. Бокситот се црпи од самата површина на земјата. Проценето е дека овде лежат околу 2 милиарди тони боксит, доволно за да може рудникот да работи во текот на следните 100 години. Гигантски камиони со носивост од 85 тони ја транспортираат рудата во посебна депонија деноноќно. Бокситот се транспортира во алуминиумски вагони со капацитет од 100 тони. Кога површинскиот коп овде работи со полн капацитет, флотацијата и транспортот можат да отпремат преку 11 милиони тони боксит годишно. Веипа е главен светски терминал за испорака на боксит. Задоволува 15% од потребите на западниот свет со боксит и најголемиот дел се извозува. Паралелно со искористувањето на минералите, корисниците се обврзани да водат грижа и за зачувување на околината. Се изведува обемна програма за регенерација на природата со засадување на одредени видови дрва, со кои се опфатени околу 350 хектари земја. За вработените и нивните семејства изградено е и градче со околу 2500 постојани жители и со сите неопходни објекти за нормален живот во изолирана тропска средина. За нормален живот во внатрешноста на Австралија, далеко од урбанизираните градови, веќе 50 години успешно делува една единствена служба во светот. Тоа е Кралската летачка медицинска служба. Популарните летачки лекари. Лекарите во оваа служба најголемиот дел од работите ги извршуваат преку радиоврска.
се даваат првите совети за употреба и примена на лекарства и прибор, кој е нумериран и може да се применува без некоја особена стручна наобразба. За другите случаи се грижат пилотите со 28 авиони, кои допираат до 4500 истурени точки и покриваат 5 милиони квадратни километри површина, односно 2/3 од австралискиот континент. Годишно се изведуваат повеќе од 6000 летови, се транспортираат 8000 пациенти, а лекарите даваат околу 20.000 радиоконсултации. На овој начин успешно е совладана бариерата на самотијата, на осаменоста и отугеноста во внатрешноста на Австралија и се овозможува постојање на организиран и безбеден живот и онаму каде што е тоа незамисливо. Северните савански предели на австралискиот континент се погодни за развој на сточарството. Австралија денес има 20 милиони и 700.000 грла говеда и 181 милион овци. 75% од овците се висококвалитетни мерин овци, кои овозможуваат на Австралија да биде најголем извозник на волна во светот и да обезбедува 30% од светското производство на волна. Освен тоа, таа е и најголем светски извозник на говедско и телешко месо и меѓу првите 3 најголеми снабдувачи на светот со овчо и јагнешко месо. Иако само 2% од купната површина на австралискиот континент се користи за земјоделство, тоа сепак овозможува Австралија да биде најголем извозник на храна и земјоделството да учествува со 1/3 во националниот доход на земјата. Поради малиот број на население, големото производство и овозможува да извозува пченица во 60 земји, да биде значаен извозник на шекер, пченка, памук и десертни вина и земјоделството да учествува со 45% во извозот на австралиското стопанство. Во административното уредување на австралискиот континент држава, специфично место зазема главниот град Камбера. Тоа е засебна територијално административна единица и не припаѓа на ниедна од 6 држави на Австралија. Всушност, Камбера и започнала да се гради поради несогласувањата меѓу двете соседни и најмоćни држави, Нов Јужен Велс и Викторија, за тоа каде да биде седиштето на земјата. Затоа изградиле нов град, кој се наоѓа на средината меѓу Мелбурн и Сиднеј. И името на јазикот на домородците означува место на среќавање. Камбера е граден од 1909 до 1927 година, кога ги презема сите функции на сојузен град. Денес тоа е модерен град, град без индустрија, град како што уште го наречуваат на 2 милиони стебла. Зеленилото, вештачкото езеро и надморската височина од 500 метри му овозможуваат исклучително поволна континентална клима. Камбера е седиште на австралискиот парламент и на сите други сојузни владини институции, како и на сите дипломатски представништва на земјите што соработуваат со Австралија. За македонското иселеништво, Камбера е значајна и по тоа што овде се гради најголемиот православен македонски манастир во Австралија.
Но за развојот на нашето организирано иселеништво, особено значајно место зазема и градчето Квинвијан, денес предградие на Камбера. Овде живеат околу 4000 македонци. Црквата Свети пророк Илија е формирана во 1966 година и во неа активно делуваат женска секција, фудбалски клуб, училиште за дополнителна настава и радиочас. Овде во Квинвијан живее и еден од позначајните и видни организатори на македонското иселеништво во овој дел на Австралија, стариот печалбар Ѓорги Нано. Јас и Ѓорги Нанов од село Трсија, Леринско. Дојден си туа во Австралија 1925 година. Во најлошите години, лошо поминаме многу, но фала Богу сега видиме нешто добрини. Видиме и наши песни, наши владици, свештеници, цркви, олој, всичко. Сега сме многу задоволени, ама малу касно за мене. Престар си премногу и не може така многу да се веселя. Првите македонци што градеа, не го знаеме ни овоа, али се чу еден од Руля, Лазо Коломанов. Тој најпрвиот што дојде туа и јави подека имаше наши луѓе, од има во Брајвуд и во Каптан Флет едно масло, юкалипти се кажува, по наши масло, се работа за разни работи, се купува од Европа, во Германија и тоа. И тога и народа навикна наш, од кај беше без работа и што, градеше специјално на оваа работа да фати. Се береа група 4 до 5 души и по 2 казани, кон и кола. Тројцата работае на шумата сечеа, а едениот возеше колата и да вари казаните и ручок и вечера да направи. Тоа е кај што готвиме, кухина не беше таа. Туа не беше огништето. Тамо вареме чај, ручок, вечера што се правеше, тој што вареше казаните, негова беше оваа работа, президентот. И на утро да стават рано, аргаците, да се исправат казаните и да се постави нова шума и пак поручико. И тоа беше од ден до ден работата на маслото, юкалиптис по австралицки се кажува. Првен кога дојдоме, не можеме да дојме во градот, да влеземе. Само по шумите работаме, по фармите. Ако гледаме дека патува се купиме нешто, ма сакаја да викат по нас него, него и да мават. А сега дојде времето, сега ние располагуваме, нашите куки се најубај, најголеми, дуќани, бизнеци и во парламентот повеќе наши луѓе работат и полицаи има тамо сега, наши, што вардат. Ами, на 70-та година беше додека ојде во Македонија, слегу во Скопје. Од тамо ме презеде матицата, ме односи на разни места. Прво ојдоме на Крушево, беше Илингден. Се служи тога и се сечи лентата. Тамо и побарае, кој е најстар човек, вели туа, вели. А Ницката, што беше секретаро од Скопје, од матицата, туа имаме еден од Австралија, вели, стар човек, вели. Колку стар се ми толку, маре. Ме зедоа горе, имаше 2 стари, го имај знамето, ми дадоа знамето, јас постар бе, да го држа тамо.
во Скопје, поминал бао, прошета на разни места, по манастири, по цркви, пријатели, извидо све. И најсетне решив, ајде се да си вида селото наше во Грчка Македонија. Во Грција тргнав да ојду до границата и од тамо чекаме да дојде грчкиот трен. Легоме во грчкиот трен, или воз, као викате вие? Воз. И одоме до Кавкасо, тамо му е прегледата на грците. И собрае пашапортите и занесува на официјата, му го прегледват. Гледа. Од ручокот дур до вечерта што не држи тамо со воза. Тија рингале за мене дур во Австралија, што е пречката? Јас нема никаква пречка во Стари крај. Војник бе, од војник си дојду, 5 години војник служи, и од војник дојду во Австралија, нема никаква пречка, и што е пречката, што има да не ме пушат во Грчка Македонија. Ринга на амбасадата во Камбера и му одговори така и така, тој е, вели, први организатор на македонците во Кумбијата, вели, и купи црква македонска. Му велеме да прави грчка, не сакаше. Од македонска друга не вели. Најсетне кредиден лухија грчки, од вагон на вагон во тренот, вика, нано, дојде до мене, му кажам, јас си нано. И ми вели, земи си куферо, вели, слези долу. Си седов, слегу долу. Вели, ти не можеш да одиш во Грција, вели. Моля, зашо, моля? Ти знаеш, вели. Не знам, моля, што не може да вода во Грција, моля, во Македонија. Ето, затоа, вели, ја. И оттамо тој свирна една свирка, дојде на војник, му вели, ајде да се оружаш. И ми вели, земи си куферо, сега ќе те вратиме назад. Ама, колку километра има 7-8 километра. Ама, со што ќе оме, со кола? Но, вели, пешки, вели. Пешки мора стар човек, јас може да барам, мора толку мајли. Мораш, вели. Рај. Тргнаме јас на среде линија. Еден е од таа страна, други од таа. Столе врвалите ораци. И одиме, и јас си кроја план. И друго се уплашив, се вела. Од туа до туа ношија може да ме стрелят. Си мисла план, се вела. Да, беше еден. Ке падне, вели, ке се скунав да си брзам челите нешто, да дојде да ми поможи и да го удара со куверот, да му земале врбови, да му рече, ајде сега ти пред мене. И тој план не ми струваше. Другиот од другата страна, ке ме отепат. Си време, шо било сега, ке се трга овој, ке докај да до тамо. Одиме, стигнаме на границата на Кременца, ношија, викат, свират на стражата наша македонска тамо, нема да излези човек. И тој саđа на лухијата грчки му вели на војникот, абе, можеш ли да свириш со прсте, вели, ко овчарите да свират, вели? Можам, вели. Го подкрена се качи, има 2 стубови тамо страните од циментени. И свири тој и вика, вика, не се јавува македонската стража човек. Слезе ми вели мене, вели, хајде, престапи, вели, една крачка, вели, преку граница, да си дам документите, вели. И имаш бело шамиче, вели. Имам, моля, зошо? Ако те викнат, вели, алто, вели, да извадиш бело шамиче, вели, да не те отепат, вели. Па тој војник го вели, калитера да скотосен, вели, позбор да го убијат, вели. Како било, мора се вели да куртула од вас, се на тамо не се плаша.
50 години избеган од родното место и решив да ода да се вида местото, изворите македонски таму што имаме, гробовите на татко ме, на мајка ме, на брат ме. Тие грци не ме пуштија. Мерак имам, желба имам да вида селото и нашата гетска Македонија, но не успеа. Во градот, кога дојдо јас, кога немаше македонец, јас бе првиот човек и потоа министерот ми рече оти по умирачката ќе клади улица Георги Нанов, да се кажува. Црквата што е во Кујмбјан стана од мене. Јас кладу пари, се купија, седна се исплати па со народот наш и потоа ми пуштија похвала од Скопје, ме назначија за војвода. И сега на пенсија си, имал градинка, имам, со неа ми врви времето, садам нешто. Се занимавам, туа си имам моја радиостанција, си снимам ленти, свирки си пеам, наши песни, кои немаме чуено никој пат. Cerro